Frontline.mk. На прва линија. Насер Гистот што го направи пред неколку дена удакна во јавноста како пример за честност, хуманост, но и меѓусебна почит меѓу различните заедници кај нас. Кажи ни накратко за случката, дали воопшто постоеше мисла да постапиш поинаку? Никогаш не би помислил нешто друго, кога знам дека туѓо е и нормално на некој друг тоа му, како да кажам, е негово, например. И такво размислување никогаш не сум имал и нема да имам. Оние што добро те познаваат, излегува со многу информации и коментари дека на некој начин имаш скриен талент да обединуваш, независно од верските и националните определби. Која е твојата тајна и како успеваш во тоа? Па сите тие што ме знаат дека сум во Капанан и кога чаршијата беше, може да кажам, умрена, јас со моите најблиски земавме една иницијатива, го скршивме ледот и почна да доаѓаат, сите има предрасуди демек еве чаршијата, лоши муавети, ама почна после да се организираат журки кај нас во Капанан, почна да идат нормално и македонци се завратија во чаршија, видеа дека не тоа како тие размислува порано и сам сега и супер се дружиме и убаво не. Иначе сум и поранешен шампион на Македонија во тешка категорија. Сум и тренер на боксови клуб Шкупи и плюс тренер сум на младинската репрезентација на Македонија. Сегаш и на децата им велам, например, да се дружат, не да се тепат по автобуси. Тоа што тој нивниот талент треба да го докажат во ринг, а не што знам по улици и така работа. Како да го надминеме национализмот во нашето општество? Дали ти никогаш си се соочил со националистички напади? Сме имали такви случаи, но знаеш како вика старите, од тука влегува, другото уво излегува. Не се заманам со такви работи. Сме имали такви работи, но не сакам да заборавам такви работи.